Рапидно се зголемува бројот на деца кои имаат пречки во развојот на говорот. Податоците на државно ниво покажуваат дека во група од 20 деца, дури 10 имаат проблеми со зборувањето. До 5-тата година, предупредуваат логопедите, децата треба течно да зборуваат. Погрешно е мислењето на родителите дека со текот на времето детето ќе го оформи својот говор. Првите 3 години се многу значајни за развојот на говорот кај детето и треба да се искористи тој период. Па можам да кажам дека и до 5-тата година, значи од 2-та до 5-тата година, мозочните функции кај детето се најсилни и детето тогаш најмногу впива, најмногу учи и мислам дека тој период треба максимално да се искористи. Потешкотиите најчесто се во разбирање на говорот. Детето не сака да комуницира, има потешкотии во формирањето на речениците, има сиромашен речник, многу чести се и проблемите со изговарање само на одредени гласови. Сето ова понатаму ќе го отежни образовниот процес. Работењето со логопед е во индивидуални некласични часови, но за да има резултати, третманот треба да биде навреме и во континуитет. Целиот тој логопедски третман први значи се започнува со тој дијагностички преглед, значи родителите го носат детето тука и се зема анамнеза првично од родителите за да се открие причината за проблемот во комуникацијата кај детето. Тогаш детето се обсервира, значи се наблюдува, се врши проценка на говорно-јазичниот статус кај детето и врз основа на неговата возраст, врз основа на степенот на потешкотијата која што ја има и природата на проблемот се пристапува, се започнува со индивидуален третман, бидејќи индивидуалниот третман е најефикасна метода во коригирањето или намалувањето на овие пречки во говорот. Клучна улога во целиот логопедски третман имаат родителите, кои треба максимално да се вклучат во процесот и правилно да го стимулираат своето дете, но пред се треба навремено да го откријат проблемот и да се консултираат со логопед. Кога и како, на кој начин правилно да го стимулираат детето, додека е време, додека не е доцна и кога да побараат помош од стручно лице доколку го немаат во училиштата и во градинките и исто така обука и на наставниците како правилно да постапат со тие дечиња доколку ги имаат во оделението и нормално за да нема потреба од тоа треба да ги има логопедите во истите тие установи. Во Тетово има многу дипломирани логопеди, но ниту градинките, ниту основните училишта немаат вработен оваков кадар. Родителите кои имаат потреба од логопедски услуги треба да плаќаат од 2500 денари па нагоре за приватни часови кај логопед.